Данила Арсовска стана дел од коалицијата предводена од СДСМ и одсега ќе ја третираме така, велат од ВМРО ДПМНЕ, и додаваа дека постои сериозен сомнеж дека градоначалничката на Скопје е уценета. Дел од медиумите веќе објавија дека за неа има кривична пријава која се чува во фиока за палењето на автомобилот на директорката на Сојузот на стопански комори, но и дека власта ги премолчува сознанијата за компрометирање на тендерот за пречистителна станица. И медиумите и пошироката јавност говорат за тајни средби на кои е договорено Арсовска да одработува за СДСМ. По таквите тајни средби Данила Арсовска е начело на клептоманската ново формирана коалиција каде се обединети уценети политичари кои мора да одработуваат за СДСМ. Од СДСМ пак вела дека ВМРО ДПМНЕ се обидува да го сврти вниманието со цел да не одговори која е улогата на Христијан Мицкоски во тендерот за пречистителната станица. Цела недела јавноста сведочеше на меѓусебни обвинувања за незаконско постапување помеѓу градоначалничката на Скопје Данила Арсовска и поранешниот директор на јавното претпријатие Водовод и канализација Златко Перински. Сепак Европската инвестициска банка уште во понеделникот соопшти дека во тендерската постапка за пречистителна станица, која ја водел Водовод начело со Златко Перински, нема никакви пропусти и дека комисијата не може да се менува. Токму барањето на Данила Арсовска за промена на дел од членовите беше иницијалната каписла од која почнаа превирањата во град Скопје. Повеќе медиуми вчера објавија информации за наводна тајна средба на Данила Арсовска со премиерот Димитар Ковачевски и генералниот секретар на СДСМ Миле Зечевик, дека на неа наводно присуствувал и познат бизнисмен, а градоначалничката барала поддршка во битката со Советот на град Скопје и со ВМРО ДПМНЕ.